Во овој центар за први пат јас се обратив некаде кон крајот на 2011 година, односно пред 6 години. Од супругот бев психички, физички малтретирана, но исто така бев изложена на навреди и омаловажување и од неговата мајка. Во јануари 2013 година се разделивме со супругот, но семејното насилството продолжи со години. Повеќе пати бев навредувана, омаловажувана и физички нападната од супругот за време на средбите со нашиот малолетен син. Оваквите стресни ситуации мощно негативно се одразија врз психофизичкото здравје на нашиот сега 6-годишен син. Во една, поранешниот супруг го злоупотребуваше и моето недоволно познавање на македонски јазик, бидејќи јас сум странски државјанин. Па така јас во заблуда принудно бев однесена дури на психијатар, а се со цел да се прикаже мојата неподобност како мајка. Кога дојдов кај вас, имав потреба од поддршка и охрабрување. И воопшто немав можност, ни материјална никаква, да се борам за своето дете. И тимот од центарот ми помогна во тоа неискажано, не знам како да кажам. Прво заедно со адвокатот ми помогна со подготовка на тужба за развод на брак, а потоа подготвија предлог до судот за изрекување на привремените мерки за заштита. Посетил и психолошко советувалиште, бидејќи најважно од се ми беше да се охрабрам и да ќе преземам овие действија и да побарам некои други совети. Во текот на овие 6 години бев застапувана бесплатно од страна на адвокатот во повеќе постапки, кривични, заштита од семејно насилство во граѓанска постапка и постапка за развод на брак, и секако најдолга постапка беше постапката за старателството на малолетниот син. Всушност, јас целе 6 години бев разделена од моето синче кој покрај првостепената присуда да ми се довери на мене. Детето цело време живееше со таткото, бидејќи тој не ја почитуваше одлуката на судот. Конечно, по втор пат, во месец ноември 2018 година, апелациониот суд ја отфрли жалбата во целост на таткото и на ЦСР и ја потврди присудата на основниот суд со која малолетниот син ми се доверува на мене како на родител кој поседува поподобни капацитети. Да не беше овој центарот, немаше да се охрабрам да ги водам овие судски постапки, да добијам правда за мене и детето.